Штипена чекора од почеток на изградба брана на река Отиња, изјави денеска министерот Благој Бочварски, објаснувајќи ја фазата на административна процедура во моментов. Ние го поминавме последниот чекор, тоа е електронската аукција, во моментот течат роковите за жалба, кога ќе имаме конечна одлука на комисијата за јавни набавки, секако веднаш ќе информираме јавноста, тоа се законски предвидени рокови кои што секако мораме да ги испочитуваме и веднаш после тоа влегуваме во соработа и внес од страна на надзорниот орган на градежната компанија на терен. Поради ова, оптимист е Бочварски, најголемиот проект во последните децении за Штипи регионот, со изградба треба да започне многу брегу. Моje мислење е дека во текот на месец јуни веќе ќе започнеме со градба, доколку оваа постапка заврши на непречено и доколку во оваа постапка ние имаме конечно од страна на секторот јавни набавки избор на фирма изведувач. Во однос на дебатите за изгласаниот, но не и потпишан закон за легализација од страна на председателот, Бочварски изјави: Законот секако дека не е идеален, има своји слабости, има и добри страни со кои што ги помогнеме, но ние сме овде и мораме да бараме решенија. Се останато, верувајте, е неприфатливо за државата да замижуваме пред проблемите, да ги ставаме проблемите под тепих или најлоше од се да оставиме статус кво и проблемите да стојат, а никој за тоа да не се грижи. А впрочем, граѓаните не бирале за да бараме решенија на проблемите. Според Бочварски, во државата има околу 50.000 дивоградби, од кои барем 10.000 се во источниот регион. Сите оние кои ќе докажат дека објектите се изградени пред донесување на законот, ќе треба да платат комуналии согласно ценовниците, плюс 50% казна. Секако доколку истиот закон и со истото содржина во парламентот се изгласа повтор пат. Денеска на оваа тема изјава даде и председателот на државата Стево Пендаровски. Уставот е апсолутно јасен. Немам намера да не го прочитам уставот, да изиграм некаква председател кој има така наречено джебно вето, па да не се произнесувам. Ако тој закон биде изгласан со потребното мнозинство повтор пат, се разбира дека истиот ден ќе го подпише.